точката беше детските градинки, Крушо, община Кавалаци, функционират феноменално. И не само да не завидува другите общини, него я ще ви кажем дека и во много по-европски земји, кои се во Европска унија, има суперзитни деца и не може да ги прима детските градинки. Това е случај со Австрија, со Германија и со Словенија, кај што секое дете нема можност да оде во градинка на државна квота. Во Кавадаци има можност, тоа е благодарение на владата, благодарение на вас, советниците, на граѓаните наши, на крајот ќе биде мојата заслуга. Спомнавте претходни лидери, коментарен лидер, партии и така. Ја еден повеќе јавен човек попата, доколку некој од училишните одбори, членови на училишните одбори, во било кој училиште или во детска градинка, се за основа на партиска одлука и партиски застапува во училишните одбори и повикувам се да се дадат јавна оставка. Тие таму треба да бидат избрани на легитимен, честен начин и да ги застапуваат третата страна, и затоа се училишното одбор, третата страна се нашето общество, нашите граѓани, а не партијата. Така да е ова повик, доколку некој партиски застапува во училишните одбори, да се даде оставка, затоа што таму треба да застапува трета страна равноправна на сите други. Во делот може да ги класифицирате на директорите, наши, ваши и партиски. Јас тука би додал нешто и кажал, во општина Кавалаци сите директори се соодветни, истина соодветни места и соодветно си ја вршат нивната должност и нивната дејност во делот на оно што го раководат. Немам забелешка ни поеден. Имаме редовни координации, редовни состаноци и со секторите и со директорите. И до сега, тврдам одговорно, ниту на еден состанок во општина Кавалаци, ниту во една одлука не влијала ни една партија, ниту партиски директор. Немате да ги класирате директорите на партиски, затоа што се разводнени во многу помали фази и ако дојдеме ден, ја моите дете да го запишам во една школа или во друго, ради директорот што бил партиски, ќе се правиме голем проблем во општеството. Тие се директори на институцијата и директори во општина Кавалаци. Предлогот на иницијативата за да поднесе документација не навлегува во таа работа, меѓу да се соодветни. Во делот тоа што спомнавте за општина Кавалаци, што заслужува и како заслужува, јас тоа го зборам 3 години и ќе продолжам да го зборам, општина Кавалаци заслужува уште многу повеќе. И ќе го придобиеме тоа сето и ќе стигнеме до таа фаза до која што треба. Минатата недела имав разговор со премиерот Зоран Заев по посетата во Грција и новиот премиер во Грција го потврди граничниот премиер дека ќе биде во прва фаза и дава налог да се направи. Тоа е суштината. За тоа треба да се бораме. Она што го ветувавме, што го ставивме и го преспаска договори секаде да го испочитуваме да се направи граничен преглед. Така че и задоволиме граѓаните. Ние работиме тука, како советници, како градоначалник, во интерес на 40.000 жители. Не на 6.000 партијци и на 7.000 партијци. Кога ќе дојдат избори, ќе се направи кампања, секој си го каже своето и економски ќе гледаме да кој е подобро. Она што спомнавте, колку е добар Зоран Заев, колку е добар претходниот, колку е добар мисковски лидер, ја ви повикал би кажува една работа. Дај Боже, сите да размислуваме објективно, ова нека не биде навреда према мојата лична партија, ова нека биде лично моје мислење. Дај Боже да сме сите како Зоран Заев и да бидеме флексибилни и да може да работиме. Ако така стигнеме, од двете страни да го постигнеме истото, а и вие тоа го свалите во делот на општеството, лично бидеме држава Швајцарија. Флексибилноста не е само во доделувањето на работни места и во доделувањето на функции. Флексибилноста е во тоа што ќе постигнеме утре и заутре. Ние како партија имаме да добро. Во моментот, може би на републичко ниво, кој што навлегуваме во други води, немаме некоја добра корпоративна соработка со владата. Меѓутоа, на општинско ниво имаме одлична соработка и треба да бидеме пример. Нашиот пример треба да го пренесеме секаде кај што може да успееме. Ќе ви кажам уште еден пример. Германската амбасадорка ни беше на гости пред 2 недели на општина Кавалаци, беше гостинка.
и спомна една работа пред да дојде амбасадор во Македонија е економско аташе во Албанија. Самата кажа колку сум вика во тој момент вика бев љубоморна како успеавте да земете инвестицијата во Македонија. Ние вика се боривме таа инвестиција Дрекслер да земеме во Албанија, србите се борија за Србија. Ете било благодет да биде во Македонија, а па да биде по уште поголем благодет во општина Кавадац. Така да на највисоко ниво на 6200 работени е голем проект и голем задах. Тоа ќе продолжи и за нашите деца и Дрекслер Мајден е компанија која што само вчера ми даде 150 компјутери донација. Ќе го објавиме тоа во понеделник. Сите основни наши училишта и средни добија 150 компјутери од Дрекслер донација за доколку не е возможност физичка настава да можеме да вршиме онлайн наставата. Тоа е успех заеднички. Општина Кавадац, заедно со мене, секој ќе се трудиме да постигнеме максимално тоа што можеме. Политиката која што треба да извадите. Извадите во проекти. Направите спорт. Направите на книга, финансска книга, не политичка. 2016-2017, 2018-2019, сите советници ги поделили. Видите ги финансските показатели како работи општина Кавадац, заедно со службите. Од основен буџет од 190 милиона имаме 330 милиона основен буџет. Од капитални објекти од 60 милиона имаме 140 милиона капитални објекти. Зборам за пари на општина Кавадац. Се уште не сум задоволен од децентрализацијата на републичко ниво. Од 2005 година застаната. Мораме ние като советници, јас како градоначалник, преку ЗЕЛС, да се бориме на децентрализацијата, да спуштиме на повисоко ниво. Сами знаете што значи тоа. 4% имаме поврат на ДД. А беше ветувано и од претходни влади, и од претходни дека тоа ќе биде 6, па 8, па 9, па 10. Тука треба да се бориме ние. Тоа се наши пари, граѓански пари, што да ги вратиме нас во општината. Децентрализацијата во делот на јавниот ред и мир. Децентрализацијата во делот на образованието. Ние само одговорности имаме со образованието. Општина Кавадац во претходниот состав на советници и градоначалник има земено 35 милиона денара заем од Светска банка за реконструкција на сите основни училишта во делот на енергетска ефикасност. И тоа е успех. Меѓутоа треба и Министерство за образование да соодветно ни преципира и ни влече во општина Кавадац. Треба да се бориме Министерство за образование да изграде салата во Страшо Пинџу. Тоа е нивна обласка. Ние ќе изградиме во Ватча, тие да изградат во Страшо Пинџу основно училиште Кавадац. Страмота е 21 век да немаме спортски објект, а ќе развиваме млада и здрава генерација. Треба да се бориме со Министерство за образование на готов проект, на концертна сала изградена, на кадар изграден, да ни го дадат средното музичко училиште. Тука треба да се борим. Сега има нов министр за образование. И комуницираме и мислам дека ќе успееме во тоа. Кавадац има средно музичко училиште. Во основно училиште имаме запишано 68 деца по музичко. Од тие 68, 25 до 30 одат надвор од Кавадац да учат средно. Кој е во Штип, кој е во Битола, кој е во Скопје или не знам како. Тука треба да се ги задржиме тие и да имаме средно музичко училиште. Имаме што да правиме, имаме многу работи. Беве повикал како советници сите заеднички да во овие вака моменти тешки. Кога имаме ковид ситуација, кога што не знаеме каква ќе биде за 2 месеца. Кога што имаме ситуација со многу лош квалитет на грозје и вишок на откуп на грозје и владата носи мерки заедно со нас за да го откупиме грозјето. Факт е точно дека владата одвои екстра 4 милиона евра за да го откупиме грозјето. И тоа 2 милиона евра ковид програма и 2 милиона евра по редовна програма. Тука да не ги занемариме и нашите пратеници, кои што ги имаме за да го искористиме максимално добро. Ние треба на едни седмици за вакви стратешки клучни работи, а не за училишни совет. Да ги поканим и пратениците. Да побараме од ДФИАБ. Тие се избрани од нашите граѓани. Тие треба да работат за општина Кавадац. Да се борат да предонесат повеќе за општина Кавадац. За да ги немаме несекајните последици. Сакам да потенцирам во делот на целокупното работење на општината. Дека транспарентност ни наброена, објективност без разлика кој од која политичка партија доаѓа и од политичка, односно од етичка припадност. Имаме одлична соработка и
и немаме проблем ниту со еден директор во делот на работењето на институциите. Сите си еднакви и во делот на јавната администрација и во делот на она што значи раководен кадар. Ако има некој забелешка по тој однос, би сакал да ја знаеме и да реагираме соодветно. Благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.